Правилното комбинирање на хранливите намирници е многу важно за нивно искористување, а во исто време е важно за тоа како ќе се одразат врз нашиот организам, односно дали ќе добиеме повеќе килограми или ќе намалиме килограми. Кои се најчестите грешки кои што се прават при комбинација на храната? Најчести грешки што ги забележувам се одење од една во друга крајност. Или се консумира храна што е исклучиво со јаглехидрати или исклучиво со протеини, или сега со кето диетава што е популарна, па исклучиво масти. Значи се оди од една во друга крајност, а секогаш со исхраната одговорот е некаде помеѓу. Зошто го кажувам тоа? Затоа што кога се јадат исклучиво јаглехидрати, многу односно побрзо ќе изгладнеме, да речеме. Или не можеме да очекуваме само храна која што содржи, која што доминира со еден тип на макронутриенти да ни ги понуди сите хранливи материи. Еве ќе ги земам за пример, најчесто загласени се шпагети, тестенини, таквата храна и викаме не држи долго време. Зошто е така? Затоа што посебно постните варијанти на шпагети и на тестенини, кога ги јадеме самостојно, не може, тие се доминантно со јаглехидрати, не може долго да ни држат ситост. Кога би ги искомбинирале со извор на протеини, на диететски влакна и на масти, тогаш веќе ќе добиеме комплетен оброк и прво нема да изедеме премногу од тестенините, второ ќе имаме една добра комбинација која што ќе ни држи полого време ситост, а ќе имаме и доволно хранливи материи баш од еден оброк. Пак ќе речем друга крајност се на пример протеините, па се претерува со премногу протеинска храна, која што се изоставуваат на пример јаглехидратите. Самото задоволство од храната се намалува баш со тоа избегнување на јаглехидратите. Затоа како заклучок би кажал дека најдобра е комбинацијата баш на прво ќе речем протеини затоа што знаат често да се изостават, јаглехидрати и масти во помала количина да се состави еден комплетен оброк кој што ќе држи полого време ситост, а воедно ќе ни понуди и разновиден тип на хранливи материи што ни се потребни за организмот. Што е со сладките работи, односно со десертите и како тие треба да се конзумираат? Дали веднаш после оброкот или треба да се направи пауза, па дури потоа да се јаде благо? За здрав организам реално се што е со додадени шеќери, или јас секогаш преферирам тоа да не биде премногу, меѓутоа за здрав организам реално и не е нешто многу страшно ако не се изеде во преголема количина, нели едно парче торта нема ништо да направи посебно, меѓутоа луѓе кои што веќе имаат проблем со регулација на гликозата, односно шеќерот во крвта, би им препорачал ако сакаат да јадат десерт, нели сепак некои често пати не можеме да оделиме каква е да е ситуацијата, тоа да го направат во склоп на оброкот, односно веднаш по оброкот и да биде тоа ако може, нели во првиот дел од денот кога некако сме по инсулин толерантни, кога малку да речеме за нијанса метаболизмот по-добро функционира. Така што ете тоа би била мојата препорака. Значи прво да не се претерува, а второ луѓе кои што баш си имаат проблем со регулација на шеќерот, десертот да го јадат во склоп на оброкот или во првиот дел од денот.